Што сега на сите и како ни е потребно е психотерапевт. За убаво да ќе започнеме оваа година. Од нашата гостинка ќе добиеме совети за тоа како да бидеме подобри и поуспешни во оваа година. Добро утро за Розета Паскали. Пред да си започнете со разговорот, сакам само нешто да ве прашам што спомена една гледачка претходно, а тоа е дека таа не ги милува многу празниците затоа што има празнична депресија. Колку е тоа често, Розета? Па, добро, зависи од тоа каква била можеби минатата година, како се чувствуваме во однос на тоа што се случувало претходно. Затоа што депресијата секогаш е поврзана со нешто што се случило во минатото, нешто што не можеме да го смениме, нешто што едноставно не можеме ни да го прифатиме дека се случило така, дека поминало можеби многу време каде што не сме направиле нешто што сме сакале, се чувствуваме некако безпомошно, немоќно, немаме енергија да промениме некои работи и тоа доведува до некаде, нели може да има и други фактори секако, но генерално е поврзано со нешто од минатото. Чувството на депресија, депресивно расположение, депресивна состојба, се тоа е поврзано со некоја заглавеност во минатото. Така да, веројатно, нели, ако имало некои непријатни искуства или се чувствува неуспешно, не постигнува нешто што сака, па и нема многу желба да слави, нели, нема некои поводи, иако, нели, би требало баш ваквите поводи да бидат мотив дека еве имаме нова година и нова прилика за да постигнеме нешто повеќе. Розета, многу ви благодарам. Слободанка повели. Благодарам, Искра. Жалам што еве постои некој што има празнична депресија и посакувам да не е тоа така. Меѓутоа, убаво кажавте, тоа е најверојатно нешто поврзано и со минатото, и со мислите кои што ги имаме, со доживувањата, со душата која што ја носиме, мислата и така натаму. Се е поврзано. Па сето дури тоа влијае потоа и физички да го почувствуваме, нели, кога ќе кажеме дека сме омалаксани. Најверојатно од сето тоа затоа што енергијата ја губиме и со доколку такво чувство имаме. Меѓутоа, добро утро од мене и добре не дојдовте. Секогаш не сте добро дојде на наша гостинка затоа што со вас имаме неисцрпни теми. Меѓутоа, сега се решивме да зборуваме за следното. Дали со новата година ние можеме да бидеме подобри и поуспешни? Зошто е ова прашање и го поставуваме токму на вас? Затоа што, еве, секогаш велиме, од утре започнувам диета, од утре започнувам со тренинг, од утре започнувам да возам велосипед, танци и така натаму, но никако тоа да се случи или пак одолговлекуваме многу нешта. Ајде вака да расчистиме еднаш за секогаш, еве сега и со новата година, дали ние можеме да почнеме од себе си, да си кажеме на себе си. А ако некогаш нешто сме направиле, може би не сакајки, па и сакајки, има и такви луѓе, лошо сме нанеле зло, сме повредиле некој и така натаму. Дали можеме да бидеме подобри и поуспешни? Ако си зацртаме цел дека можеме. Веројатно може секако дека ако е тоа нешто што го сакаме, ако го поставиме како приоритет дека ни е веќе важно да направиме промена во тој дел, веројатно ќе може. Но колку ќе бидеме истрајни во тоа е друго прашање. А во однос на тоа колку се чувствуваме добро, успешно, тоа е многу индивидуално чувство и ние психолозите најчесто тргнуваме од тоа во која развојна фаза се наоѓа човекот. Значи, не е исто дали е некој на 15 години, на 25, на 45 или понатаму. Во секоја развојна фаза, откако нели ќе се роди бебето, има своји развојни задачи. Во секоја развојна фаза, развојни задачи, па доколку тие ги исполнува, тогаш и го сметаме за успешен, дека постигнал она што се очекувало за таа возраст. Нели, кога ќе се роди бебето и како расте, треба да се храни, така. Да, значи успех за него би било ако понатаму прозбори, ако проди, тоа е веќе успешно. Нели, но тоа не важи за понатамошните возрасти, за едно дете кое Не дека постои некој проблем, да. Така, едно дете кое е во пубертет, например, за него успешност би било ако успешно се вклопи во врсничката група, ако е соодветна социјализацијата, ако добро се покажува во однос на училишните успеси,
Понатаму, нели, после 20-та година, кога веќе се изградил некој личен идентитет, кога веќе се поставила некоја основа, кога има простор за создавање, за креативност, тогаш веќе имаме други развојни задачи, каде што, нели, некој ќе одлучи да создаде семејство, некој се посветува на кариера, некој на нешто трето, и по тоа и ќе дефинираме, нели, дали е некој успешен врз основа на тоа во која развојна фаза се наоѓа. Нели, некој што е можеби на 60-70 години би се чувствувал успешен ако е сосема здрав, нема потреба многу често да оди на лекари, на контроли, за него е тоа успех. За некој е успех можеби на 40 години ако веќе е основал можеби своја компанија, или пак успех е ако израснал 2 или 3 деца кои се, нели, успешни, здрави. Индивидуално како се го доживува и го гледа успехот во својот живот. Да. Меѓутоа, јас мислам дека најголемиот успех кај секој поединец, кај сите од нас е да бидеме добри луѓе пред се и да се почитуваме едни со други, што за жал тоа време се повеќе гледаме дека го нема. Овие празници се тогаш баш кога си посакуваме секое добро, среќа, радост, да сме живи, здрави, среќни, весели и така натаму. Ние тоа го посакуваме сите едни на други, но некако кога ќе поминат празниците или новата година, како да подзабораваме ние дека Божик е празникот кој внесува мир Божи, Христос се роди, за да имаме мир во душата, за да имаме спокој во душата, за да имаме многу љубов во срцата. Меѓутоа, тоа некако полека, еве и можеме да почувствуваме во денешно време како да изумира. Без разлика што, како кажав, си посакуваме ние секое добро. Што го прави тоа човек да биде така, еве, со празнични депресии, несреќен, неисполнет и така натаму? Кажуваме дека се враќаме во минатото, меѓутоа, ајде да го оставиме тогаш минатото зад себе, па за да започнеме, како што ние и темата во новата година, да бидеме подобри и поуспешни. Како да го направиме тоа? Како да го сториме тоа? Веројатно ќе треба да смениме многу навики. Па, знаете како, она што се случувало во минатото не можеме да го смениме. Не ни останува ништо друго освен да го прифатиме. Дека тогаш со тоа знаење и искуство што сме го имале, веројатно така најдобро сме можеле. Може би можело поинаку, но тоа бил нашиот избор и кога веќе ќе појдеме од тој став дека го прифаќаме тоа, веќе се помируваме со тоа, дека поминало толку време или сме имале поставени цели, не сме ги постигнале, сега е веќе ново време кога ние можеме нешто да направиме. И нели со може би овие празници наместо да ја поттикнува депресијата и да се вртиме кон тоа што се не сме постигнале, да се свртиме кон тоа што денес можеме да направиме за да нашето утре биде поубаво, за да се чувствуваме ние подобро, а потоа и другите околу нас. За да го правиме она што не радува, нели, за да го имаме тоа чувство на среќа и радост, кое секако после тоа влие и на околината околу нас, најважно е прво да знаеме што сакаме. Што сакаме, што е тоа што сакаме да го правиме, што е тоа што сакаме да го постигнеме, што е тоа што сакаме, што едноставно ни прави да се чувствуваме убаво. Тоа е првото прашање што треба да се одговори. Мора тука да се извинувам, дали малите нешта може да го чинат животот? Така, да не стремиме кон нешто многу поголемо. Сега, кога велиме успех, ние не зборуваме за некој бизнис успеси или како да се дојде до многу пари, ние зборуваме до тоа како ние самите себе да си го задоволиме духот кој што си го носиме во себе и што е она како, нели велат, малите нешта го чинат животот. Еве, јас ке си признам дека за новата година си ги сменив завесите и многу сум среќна што имам нешто ново во својот дом и ми го освежи домот, ми го разубави. Ете, тоа се најверојатно ние мали нешта на кои што може да се радуваме и да смениме нешто можеби во домот или пак можеби самите во себе, за да знаеме што е она што најмногу не радува. Сите тие мали нешта се важни, но важно е и да имаме и поставени повисоки цели. А за да истраеме на патот во остварувањето на тие високи цели, важно е во секојдневието и да имаме мали цели кои ги постигнуваме, па макар и тоа да е некоја промена во домот или нешто ново да се подновиме, да се купиме. И тоа е нешто што не мотивира, прави да се чувствуваме пријатно, но во текот на работа
на себе ќе си купам подарок. Па Ако не може се и сеќава така. никој Па на и мене. тоа е дел од грижата Од за грижата себе. за Знаете себе, како така е. ако не научиме да се грижиме за себе си, многу потешко работиме на она што би сакале да го постигнеме, било каква цел да поставиме, било какви викате во однос на дали добро да се однесуваме кон другите, дали добро кон себе си, дали да смениме некои навики. Сето тоа некако влие да видиме какви навики имаме. Кога имаме навика да ставиме приоритет на она што ни е важно, да си поставиме можеби и некои поголеми цели за оваа година, тогаш веќе имаме насока, фокус, кон што сакаме ние се стремиме и што е тоа што ако го постигнеме би се чувствувале задоволни од себе, кога ќе се свртиме веќе наназад, кон тоа минато од кое некогаш сакаме и да избегаме. Што е тоа што ние би се чувствувале убаво ако го постигнеме? Кога имаме веќе такви цели, тогаш правиме и план како тоа да го направиме. Првото прашање го одговоривме, што е тоа што го сакаме, поставуваме цели, потоа прашуваме како тоа да го направиме. Како, што јас можам да направам, како ќе го правам тоа, дали ми треба помош од некого, каде треба да отидам, каде да се обратам, дали ми се потребни информации повеќе, како да го постигнам тоа, да го одредам патот до таа цел. Потоа е потребна навика секојдневно да се посветувам на тоа што сакам да го постигнам. И многу е важно тука и прашањето зошто. Зошто сакам тоа да го постигнам? Секоја цел, а ако не знаеме зошто, зошто е тоа, да имаме јасна слика зошто, како јас ќе живеам кога ќе имам постигнато таква цел. Ако е тоа, не знам, да имам нов дом, како јас ќе живеам тогаш, како ќе се чувствувам тогаш, колку тоа за мене е значајно како промена. Ако е тоа ново работно место, како јас ќе се чувствувам таму, колку за мене тоа ќе влие, како ќе се промени, можеби и на други полиња. Сето тоа некако треба да се вокомпонира во една слика која ќе биде воделка и ќе не мотивира да го одржиме фокусот за да се остварат тие цели. И колку повеќе се приближуваме кон остварување на таа цел, веројатно и чувството на радост и исполнетост ќе биде поголемо. Да, верувам дека е така. Меѓутоа, од сето ова што јас сега го слушам од вас, како можеме да бидеме подобри и поуспешни луѓе и како луѓе, меѓутоа и во сферата на она што сме го, како кажавме, зацртале како своја цел. Ние веќе сме изреализирани, да кажеме, со во годините кои што ги имаме, па си имаме своји работни места, своји колеги и така натаму. Меѓутоа можеби да имаме други некои цели во животот за понатака, без разлика и на годините. Ајде малку тука можеби овие празнични депресии се тоа што минуваат и годините, повозрасните, да кажеме, плюс 50, над 50 до 60 години. Можеби тоа е она, да кажам, кога гледаме дека секоја година си носи нешто свое, меѓутоа кога доаѓаме до оние повозрасни години, стравуваме или пак имаме страф од староста. Ајде малку нешто околу тоа. Па, страф од староста, некако, можеби, тоа е поврзано повеќе. Па мислиме не можеме да бидеме успешни во нешто, тоа ми е прашањето, или подобри? Но повеќе поврзано со стравот од здравствени потешкоти, стравот од старењето. Бидејќи логично би било колку повеќе сме возрастни, толку повеќе имаме знаење, искуство, компетентност за справување со било какви проблеми да најдат, нели? Веќе тежиме со некој искуство. После 60-та, посебно натаму, веќе имаме доволно стекнато и знаење, искуство, пријатели, роднини или кои се околу нас, кои тука се на некој начин, нели, сме поврзани со средината и имаме некоја стабилна основа, но во однос на здравствените проблеми, тогаш веќе станува проблематично, па кој би се грижал за мене, па колку јас би можела да обстанам, на тие години како би било. Од тука потекнуваат тие стравови, а за да се намалат тие стравови, веројатно е важно од сега да почнеме добро да се грижиме за нашето здравје, за телесното здравје, па и за менталното здравје, нели? Не само каква храна внесуваме, колку сме физички активни, туку и какви мисли внесуваме во нас, нели? Да имаме некој филтер тука кој ќе биде заштитена бариера од тоа да
не дозволуваме се она што се случува околу нас негативно влијае. Нели, да направиме некоја селекција, да се заштитиме на некој начин, затоа што реално во она што се случува околу нас има и добро и лошо, но ако не можеме ништо да направиме во врска со она што е лошото, нели, тогаш зашто ни е таа информација? Само ќе не вознемирува и ќе прави да се чувствуваме несигурно, непријатно, безпомошно. Така. Но ако можеме веќе нешто да направиме, тогаш е веќе друга ситуација и одлучуваме што се можеме да направиме за да се смени тоа. Затоа е важно, нели, кажав, какви мисли имаме денес, колку се грижиме за таа ментална хигиена. Какви се мислите таков ви е животот? Па тоа до сега се покажало како вистина и вистина е така, може би е време конечно секој да се праша себе со какви мисли станал утрово, дали има убави мисли за себе, за тоа што му се случува за денот воопшто, како сака да му биде, или пак почнал со некои критики кон себе, кон тоа се околу него, што се може да е подобро, а не е така, или пак е тоа некоја негативно расположение, непријатно чувство. Се забележува ли кога луѓето го имаат тоа непријатно чувство и таа негативна енергија која што ја носат во себе, како ја пренесуваат и на останатите околу себе и на другите? Сигурно, знаете како кога и колку тие влијаат врз еве на пример можеме да земеме маса на луѓе, група на луѓе, дали е на работно место или било каде, ако еден негативен, а останатите се позитивни. Што правиме со тој негативниот? Дали тој негативниот ќе може да пренесе негативна енергија на позитивниот или пак позитивниот да ја пренесе позитивната енергија на овој другиот? Дали тоа возможно? Гледаме во последно време дека тешко оди, меѓутоа еве одговор еден. За жал, нели, или може и да се насмееме, да кажеме добро утро и како сте? Може би нема повторно да најдеш на повратна информација и така натаму. Што се случува со тие луѓе? Зошто се такви? Па, веројатно, зошто тие не може да бидат подобри и поуспешни? Лични незадоволства од своји лоши навики, може би лоша ментална хигиена, но се покажало за жал дека токму тие негативно расположени или депресивни луѓе многу повеќе влијаат на околината. На околината. И некако како да потпаѓаат под влијание оние што се релативно добро расположени. И треба повеќе снага за да се одржи тоа добро расположение кога сме во присуство на некој што постојано критикува, постојано е нерасположен. Јас морам дали тоа може да ги наречеме како енергетски вампири и слично, пошто ја впиваат јацицато на позитивна енергија, негативците кај позитивците, така велиме во денешницава, да. Да, има некоја таква терминологија што се користи еве за токму таквите луѓе кои се незадоволни од себе, па и од се околу себе, може да се каже. Сите им се виновни. Но ако се насочиме многу кон нив, не можеме ништо да направиме, туку само ќе почнеме и ние да се фрустрираме, што ништо не можеме да направиме. Игнорирање. Ако се насочиме кон себе, како јас се чувствувам, ако ми е непријатно во присуство на таа личност, нели, што можам да направам? Дали можам да се дистанцирам или ако сум принудена, нели, во иста канцеларија, некако како да направам некоја селекција, бариера или игнорирање за да... Благодарам што моите колеги се прекрасни во телевизија Алфа, меѓутоа сме се нашли сите во некоја таква... Сме се нашли сите во некоја таква состојба. Еве, мојот колега се смее, знае во каква состојба, во некои други, да кажеме, на други работни места каде што сме биле, каде што сме го почувствувале ова за сега што ние зборуваме. Ајде малку само, ќе ги искористам овие последни минути, 3 минутки, па тоа може ќе ни биде... Ние решивме дека ќе зборуваме за анксиозноста и од каде таа произлегува, тоа ќе ни биде следната тема, меѓутоа и за мобингот. Зошто се случува мобингот кај еве, да не се случува за да бидеме поуспешни, да апелираме до оние кои сега во овој момент не слушаат и го практикуваат на некаков начин, еден апел до нив вака, зошто да престанат со нешто такво. Поготово за оние кои што се даваат целосно себе си на работното место. Да престанат, веројатно треба да најдат друг начин како да си ги задоволат своите желби, потреби што ги имаат. Нели,
тоа е првиот фактор што треба да се Незадоволството види. се реферираат врз недолжните луѓе. Да, значи, она што е до нив, да видат поради што го прават. Страшно е Дали тоа има чувство. друг начин, зошто ја злоупотребуваат позицијата на која се, за да манипулираат на некој начин со останатите. Но што е со оние кои што се на висока позиција и се моćни, се финансиски многу јаки, а прават мобинг на оние послабите од нив? Што се случува со психиката на тие фактори, луѓе? веројатно може да станува збор за конкуренција, нели, да не се истакне некој повеќе, да не му ја заземе позицијата, или пак да ги држи послушни на некој начин, во некој страв, да не го изгубат работното место, оние што народски се кажано, дали се подредени. тоа лечење на фрустрација и комплекси кои што ги поседуваат, можеби еве како што кажавме, од минатото, од детството и така натаму? Да, дефинитивно мора да има влијание и личностните карактеристики на човекот, затоа што не секој на некоја повисока позиција се поставува така, нели, да се однесува лошо кон останатите, значи тие што го прават тоа веројатно имаат потреба да се види и да се покаже дека они се подобри, они се поуспешни, но на сметка на тоа дека другите се полоши од нив. Не со своји резултати, нели, да се покажа дека се добри, успешни, со компетентни и се, туку ако другите се лоши и другите негативни и другите неспособни како се, нели, ќе направат ситуации да тоа изгледа, на сметка на другите да се истакнат, што нели не е во ред. Многу убав ни е разговорот, да допре до сите наши гледачи. Јас ова го зборувам затоа што сите сме го доживеале низ разговор со мои колеги, со мои пријатели, со потесно семејство и така натаму, и затоа со вас како психотерапевт сакаме те конкретни одговори околу сето она што секој го доживува и ни се случува и во текот на живеењето. Па така да следната тема веќе ја знаеме, ќе зборуваме и за мобингот малку повеќе и за анксиозноста, и оттаму се јавува можеби и анксиозноста кај луѓето. Дефинитивно, да. Јас уште еднаш ќе кажам, еве овие празници ќе се ги искористам дека телевизија Алфа е една прекрасна телевизија со прекрасни колеги каде што фала му на Бога, ќе кажам, тој проблем го немаме, апсолутно не постои такво нешто, сите се насмејани со позитивна и убава енергија и посакувам така да ни биде во текот на целата година, ќе се согласите колку е важно да се работи во таква пријатна работна средина. Секако, особено ако поменуваме голем дел од денот на работа и тоа како не да е важно со обратно. кого сме, нели? И јас ви благодарам многу што ме каните вака и што зборуваме за интересни теми кои се корисни, верувам, за многу гледачи. Се корисни и за нас, за гледачите, за сите нас. Добре дојдени, кажавме која ќе ни биде следна тема, се гледаме наскоро. Добре дојдена сте ни секогаш со вашата смиреност и така начинот на кој што зборувате. Јас мислам дека токму и така треба да делува и да го има во себе еден психотерапевт. Срекни празници и оние што сега ни се на вас пред нас. И на нашите гледачи.